Управниот комитет да биде дополнет од член од опозицијата. Апелирам, ја повикувам опозицијата да даде свој предлог. Ќе прифатиме да има свој член во управниот комитет, кој што го води министерот за внатрешни работи. Законот за употреба на езиците, сакам да го дадам својот коментар во функција на транспарентноста и уште еднаш да апелирам преку тоа поддршка на опозицијата за планот 369. Коалиционите партнери од мнозинството стојат комплетно за брзо донесување на законот за употреба на езиците. И ние имаме јасни ставови по ова прашање. Се работи предлог текстот. Сакаме да го консултираме и со БЕСА, и со ДПА, и со ВМРО ДПМН, со сите, но стратешка цел на владата, дефинирана во овој план е владата да го усвои планот, да го испрати на консултации во Венецијанска комисија, после сугестиите од Венецијанската комисија да ги пуштиме на дебата во парламентот, за да може да ги испочтуваме сите преземени обврски на Република Македонија и кон меѓународните вакви организации, а сепак јавно со одлука на влада ќе го декларираме нашиот едногласен консензуален став кон брзо носење на законот за употреба на езиците. Мислиме дека владата и парламентот треба да изнаоѓаат решенија, брзо да ги решаваат работите, а не да ги одложуваат. Но при тоа не смееме да не ги земеме во предвид укажувањата кои што доаѓаат од партнерите, каде што сакаме да членуваме како организации во кои што со тие партнери градиме добра соработка. Со Република Грција, се што е разговарано е јавно објавено. Немаме ништо понатамо отидено да разговараме. Ја користам приликата овде тоа да го соопштам, заради тоа што изградивме став да градиме пријателство колку што може повеќе, да создаваме пријателски амбиент и немаме ниту чекор повеќе отидено од тоа што е јавно објавено. Го кажувам јавно овде пред парламентот, заради тоа што обстојуваме на нашиот став, ова прашање да биде консензуално изградено заедно со опозицијата и да биде конечно на референдум. Стоиме на таквиот став и не отстапуваме од таквиот став. И ја замолувам, веројатно тоа е соодветната комисија на Собранието за надворешни прашања или еве, го замолувам Собранието, ако може во вторник, пред седница на влада, која што е редовна во 12 часот, ако е соодветната комисија за надворешни прашања, да свика седница на парламентот. Ќе дојдам со верзијата на договорот за добрососедство со Бугарија, лично јас ќе го образложам овде договорот, ќе го споделам со сите вас. Вие направивте многу како претходна власт, ние требаше тоа да го завршиме. Сакам заедно, како е редот, дали е на отворена, дали е на затворена седница, веројатно треба да биде на затворена, заради тоа што тоа не е затворено прашање. Мојата намера е прво во парламентот, заедно да го разгледаме, од која ќе помине таа фаза, би сакал владата да го разгледа, после тоа јавно да го обелодениме и на крајот, ако е во ред, работата и да го подпишеме. Еве, апелирам или замолувам Собранието во вторник, ако не може во вторник, во среда, не знам, да закаже седница, јас сум подготвен овде со министерот за надворешни работи да дојдеме и да го образложиме и ова. Ова го кажувам исто така и во духот на потребата од соработка и уште еднаш да апелирам позитивно гласање од страна на опозицијата, барем да стартуваме со овој план 369, а со тоа да испратиме порака и кон домашната јавност и кон пријателите од Европската унија дека заедно стоиме зад националните интереси на Република Македонија.